40% од водата за пиење во домаќинствата е со карсно потекло. Карсните води се формираат во подземните процеси при насобирање во карбонатни карпи, како варовник, гипс или доломит. Тоа е факт кој е многу малку познат кај граѓаните. 10% од нашата територија е покриена со карст. 40% од нашите населби се водоснабдуваат со карстни извори и тоа доволно говори колку е значењето за карстот и карстните води за испитување. Значи, нашето истражување се однесуваше, како што реков, на мал карстен извор и се потврди соодветно дека имаме доволно квалитетна вода за пиење. Во нашиот случај се потврди дека водата е плитка, дека брзината на движењето на подземните води е многу брзо. Овие заклучоци беа донесени како резултат на истражувањето во Слатинската пештера, спроведено од Природно-математичкиот факултет од Скопје и друштвото Урсус Пелеос, како резултат на кое денеска беше промовиран филмот Хидрогеолошки карактеристики на изворската пештера Слатински извор. Истражувањето траело 5 години, пред се поради комплицираноста на карстниот систем. Карстот е многу комплициран во поглед на истражување, бидејќи се разликуваат сите останати хидрогеолошки формации и токму поради тоа бара соодветни и различни методи од другите формации. Методите што ги применивме се однесуваат само за овој карстен систем. Тоа значи дека истите методи може да се применат и на други карстни системи, меѓутоа не значи дека истите резултати ќе се добијат. Карстното потекло на водите е добра вест, бидејќи карстот е исклучително богат со минерали и со тоа водата е здрава за консумација. Но колку добро се истражени македонските води и нивниот квалитет? Македонските појави, да кажеме, или водни ресурси се исклучително добро истражени и на високо ниво. И слободно може да ви кажам дека се едни од поквалитетните води за пиење во Европа. Тоа е добар показател и доволен елемент дека она што се наоѓа во животната средина во Република Македонија од аспект на заштита на природните ресурси, пред се водите за пиење во исклучително добра кондиција. Кога во прашање е квалитетот на водите, природата кон Македонија била дарежлива, но колку природното богатство ќе знаеме да го искористиме и зачуваме зависи од нас самите. Ова треба да биде еден од локалните и државни приоритети, зашто квалитетот на водата е предуслов за квалитет на животот.